Во изминативе неколку децении безброј пати сум патувал со возот од Скопје до Битола, поминувајќи по попатните железнички станици Велес, Богомила, Прилеп, Битола. Некако во очи, така да речам, се повеќе ми доаѓаше железничката станица Сенокос, затоа што возовите пред се патничките секогаш застанува за да влезат или да излезат од него. Патниците, без разлика дали патничкиот воз се движеше во правец на Скопје или Битола, додека пак деловните или товарните редовно ја одминуваа, испратени од пратникот на возови, кој до пред 10 години беше вработен овде. Ете, почитувани мои, овој пат решив да направам нов документарен запис не само за оваа железничка станица, туку и за селото Сенокос, по чие село го носи името железничката станица Сенокос. Дојде редот, како што вели народот, да дојдам и во селото Сенокос, а сето тоа да го преточам преку оваа патеписна документарна репортажа. Почитувани мои, и овој пат мојот веќе дugогодишен верен пријател, рускиот олдтаймер, джипот од марката КамАЗ, го оставив не само малку да одмори, за да се подготви за престојната сезона, не само за да го скратам патот, затоа што за да дојдам до Сенокос требаше да ја поминам патната делница Скопје, Велес, Градско, Росоман, планински превој Плетвар, Прилеп, во должина од околу 200 км, потоа да ја поминам патната делница Прилеп, Македонски Брод, во должина од околу 10 км и кај прилепското село Мазучиште, да се вртам лево во правец на селото Мраморани и на само 2-3 км пред селото Допјачани да скршнам повторно лево и по 5 км возење за да дојдам во селото Сенокос, туку со новиот воз кој многумина го нарекуваат кинескиот Цетунг по поранешниот кинески државник Мао Цетунг. На железничката станица во Скопје дојдов рано. Можне рано, не само да извадам возен билет, туку и да си фатам седиште, затоа што за време на викендите возовите кои се движеа во правец на Велес, Богомила, Прилеп и Битола и застануваа на секоја попатна станица, беа преполни со патници, а ако навреме не си фатиш седиште, цел пат ќе го стоиш на нозе. Што току влегов во холот на Скопската железничка станица, слушнав еден непознат глас кој ми довикуваше: "Ој, Зоране, ој, Гале, подзастани малку, почекај, подзастани малку, подобро да те видам." Подзастанав. "Добро утро," ми рече. "Добро утро," му одговорив. "Добро што те сретнав," ми рече. Јас се викам Љубе Илески и си го предложивме муабетот. Добро утро, пријателе. Добро утро. Како му е света недела? Нека е за години денов. Како си? Од Бога сполајмо. Како денеска, кај си тргнал рано денеска, света недела? А ти ке си тргнал толку рано исто? Јас шудам на вилајата, јас сум од Сенокос. Од Сенокос? Да. Па еве, овој сум поканет и јадам за Сенокос да направиме репортажа. Ете што се вика, Господ не донесе денеска на станица оде во Скопје со возот. Добро. И, значи, ќе одиме за Јас Сенокос. ти бидам водич. Со задоволство ќе припатам и водич и домаќин, така? Така е. Ај сега ти напред, а јас по тебе. Ај. Откако си извадивме возни билети, се упативме на перонот број 3 за да го дочекаме возот. Одека сега возот во колку тргнува за Прилеп? 6:42. 6:40. Така, ние сте малку поранети. Да, мора да очекаме, возот не чека. По 15 минути чекање на перонот број 3, пристигна новиот воз и откако си најдовме седишта и удобно се сместивме во нив, возот точно тргна во 6 часот и 42 минути, кој според возниот ред секое утро поаѓа во правец на Велес, Богомила, Прилеп и Битола. Попатно си го продолжив моабетот со мојот пријател Љубе Илиевски.
Почитувани мои, така убаво ни тргна муабетот со мојот пријател Љубе Илиевски и речиси не забележав кога така брзо за неполни 2,5 часа возот со кој јас патував помина низ Таорската клисура, движејќи се паралелно низводно со реката Вардар, навлегувајќи во живописниот предел на Азот, низ колоритната убавина која со векови ја создаваат долината на реката Бабуна и планинските горостаси Мокра планина со Солунска глава, Мочури Бабуна, застанувајќи на секоја попадна станица и откако според возниот ред, правејќи кратка пауза во многовековното село Богомила, накачувајќи се под падините на Орешка чука, неуморно пробивајќи се низ така да речам стрмната желеничка делница од 10 километри се до Богомилскиот тунел, поминувајќи ја неговата 4 километарска должина за неполни 2 минути, навлегувајќи во северниот дел на Пелагоничката житница и точно според возниот ред во желеничката станица Сенокос, пристигна во 9 часот и 10 минути. Откако слеговме од возот и така да речам додека јас се обидував да видам кај сум, што сум и со поглед го барав првото патче кое ќе ме однесе во селото Гостиражни, како што со поглед го гледав хоризонтот што ме окружуваше, во очи прво што ми падна беа двете, иако не мощно стари железнички згради, посебно помалата, на која се уште закачена на зидот, стоеше радиосаната двометарска табла, која висеше веднаш под стрејата под покривот од оваа не толку стара железничка зграда, еден напис на чија табла пишуваше Сенокос, во која пред 10 и кусур години имаше и отпратник на возови и благања за возни билети, а денеска напуштена со искршени прозорци, разотворени врати, паднати олуци, разлизгани керамиди, а и станичниот двор неуреден. Па ова не само 10 години, порано има 20-30, ова беше на најубавите станици. Овдеки имаше десетар, благајна, карти се издава, тука чекална, народ имаше многу, од околни весела, мраморани, забрчани, одолнени, новоселани и многу имаше народ тогаш. Сега ве гледате, сега стана пустелија сега. Почитувани мои, додека со поглед го посматрам хоризонтот што ме окружуваше, за миг мојата мисла ја отргна уште еден за мене непознат глас, кој доаѓаше спроти мене, кој ми довикна: "Добре дојде, Зоране. Каде си што те нема? Долго те чекаме. Редно е да си дојдеш и ти дома. Како наште е сапиме, како домараден да си во селово наше. Јас сум Раде Јаколевски", ми рече. "Ајде да одиме в село, сите таму сме, сите салтаните ќе ти ги направиме за селово наше, од памтивека па се до ден денешен. Ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домајќини сме, како што по старо време, така и до ден денешен, кај нас овде во Сенокос", ми велеше Раде Јаколевски. Јас се викам Раде Јаколевски. Така од село? Од село Сенокос. Мило ми е што, ете, двајца мештани од селото Сенокос ќе ми бидат домајќини, а јас ќе бидам ваш гостин и се надевам дека убаво ќе си поминиме и ќе направиме една добра репортажа за животот на селото Сенокос, некогаш и денеска. Да. Се надеваме и ви покануваме да одиме сега или некаква изјава да. Ајде, Од кога, како што се вели, за кратко време си се прикажавме кои сме, што сме, зошто сум дојден, од кај сум, со моите домајќини Љубе Илиевски и Раде Јаколевски се упативме в село, движејќи се ни секоја селска улица, патче и сокаче, влегувајќи во секој селски двор,
каде што со нивните соселани си го почнавме муабетот на долго и на широко за селото Сенокос, за неговото постоење, за неговите селани, за маките кои ги поминале селаните од ова село, како во далечното минато, па се до денеска. Како што одминувавме чекор по чекор, движејќи се низ селските улици, патчиња и сокачења во секој селски двор, мојот домаќин Љубе Илески ми предложи неговиот соселанец и пријател Раде Јаколевски, а воедно и мој водичник Сенокос, да ми ја раскаже приказната што пред 2-3 години тој ја прочитал од една книга која случајно му се нашла при рака, напишана од еден многу познат учен човек од Македонија, кој пред многу години се иселил во Белград, а бил доктор по науки и дека тој исто како и јас ги шетал сите села во Македонија и се викал Јован Трифуновски, а меѓу илјадниците страници напишани во таа книга за сите села во Македонија имало запишано многу податоци и за неговото Сенокос. Може, како не може, му реков. А мојот пријател Раде Јаколевски вака си ја започна неговата приказна. Во книгата Селските населби во Пелагониската котлина, а се однесува за периодот до 1958 година, во делот за селските населби кои припаѓаат во северниот дел на Пилепското поле, што јас ја прочитав, напишена од Јован Трифуновски за моето родно село Сенокос, пишуваше дека Сенокос се распостила покрај железничката линија Браилово-Сенокос-Прилеп. На североисток од селото се протега падината Букос, погодна за напасување на овци и кози, додека јужно од селото се протега Сенокоското поле. Соседни села на Сенокос се Браилово, Долнени, Мало Мраморани и Новоселани. Со вода за пиење селото во тоа време се снабдувало од неколку бунари. Во селските дворови секој семејство си имало ископано бунар длабок и до 10 метри. Селото е од збиен тип. Него го сочинуваат 3 мала: Горно мало на североисток, Средно мало на југ, Долно мало на исток. Вкупно селото има 95 домаќинства. Атарот на Сенокос зафаќа површина од околу 9 км квадратни, на кои обработливото земјиште зазема површина од 612 хектари, а на пасиштата отпаѓаат 167 хектари. Името на селото Сенокос е со македонско потекло и значење на место од кое се коси сено. Зоране, ми рече Раде Јаколевски, имам еден предлог. Предлагам овдека за малку да ја прекинеме приказнава што денеска ти ја раскажувам за писанието на Јован Трифуновски, за да те запознам со моите соселани, а подоцна ќе ти ја дораскажам како што ќе одиме низ село, како што ќе влегуваме од едно сокаче во друго, од едно патче во друго, во горното, средното и долното мало. Неговиот предлог со задоволство го прифатив. Првата така да ја наречам моја средба со селаните од селото Сенокос беше на селото, пред и во продавницата. Откако и со нив си реков заложило, си го почнавме муабетот на долго и на широко, вудес и вукрес, за се што било, за се што не било и за се што ќе биде во еднина што се вели. Да не види пред кооперација така. Кој ќе дојде оне во Копелицијава, од кој ќе завршите работа во полето, од кој ќе се стемни. Што се му обетите вака со твоје комши и со соселани? Ајде да се каже, ти си наставителец. Кој населно тутун вчера, кој некни, кој утре се сади и како, што и тоа. Кога имало последен пат свадба во селово? Последен пат пред скоро месец дена имаше месечина. Има еден месец, добро. Колку има, да речеме, отприлike вака млади брачни парови? Има бајчки? Па брачни парови, моментално така да има негде. Мислиш сега најбрзо? Во години, да речеме вака. А во годините имало, значи по 5 така да речеме парови, сега моментално еве сега е во пораз.
и во секој случај значи рачунени 10 парови моментално сега што да речем се чека за свадба да речем. Так. Што години имаш? 84-та е ова. Како ти е името? Томислав Бурчевски. Те служи здравието? Не пара слушам. Те служи здравието? Не. Слабо. Отишо? Ете така дојде. Бабичката, како ти се вика? Бабичката таа бета од мене и двајцата сме. Жива ти е, жива? Жива е. Што години има? Таа е на година постара. Од кај ти е таа земена? Од Којњари мало. Од Мало Којњари, сите од Мало Којњари во Сенокос? Во Сеноковци, ако не било Мало Којњари, не женете ќе би. Селово е полно, живо е. Да кажеме, куќа нема празна. Можеме да речеме просек. Секоја куќа има по 3 члена, може и повеќе. Кој збор е поубав? Кооператор, продавач или бакал? Јас сум бакал. Може ли малку да ни обясниш што е тоа бакал, од каде произлегува тоа? Бакал излегува од праница, чиме бакалница, се вика бакалница. Кооператор било времето кооператори биле, во старото време. Така. Сега, ние се бакали што биле времето. А се, знаеш што се? Овие се продавачи. Така. Други. Оти нема постал од мене, одека во Колио Донска општина, нема постал од мене бакал. Јас сум бакал уште од страна вика. Сега ова да ми кажеш, во бакалницата, што имало порано? Што се можело да се купи продаде? Се можело. Од што вика од пијалок, од лебој, од хемиски производи, од речи други производи технички, длаги работи, сето било влезено овдека. Имаше ли порано да речеме во бакалниците пред 30 години да се купи и платно и шајки? Во 82 година се работи јас. Во другата праница бе таму. Така? Не во тоа дека. Има таму текстил, што вика од чорапи до јоргани, завеси, чебина ти работи, тошаци, она речи шпорина, дрвени шпорина ти работи, откупува сочет, откупува речи ова јагнина, откупува печурки, се има во времето. Заедно со мојот домаќин и водич Раде Јаколевски се упативме низ селото. Спроти нас, не многу далеку, со повисок глас на мојот пријател Раде Јаколевски му довикна еден негов соселанец. Раде, позастани малку. Дојдете понавака. Влезете и во мојот двор. Јас сум домаќин. Да се видам со твојот, а бога ми и со мојот пријател од телевизорон, што никогаш не го испуштам од пред моите очи, дури моите секојдневни селски работи за миг ги оставам, за да видам некое село, да го видам поотблизу, да му кажам и јас збор два за нашево село Сенокос. Твоето име беше? Петре. Што години имаш? 80. 80 години? Да. Машала, добре, те служи здравието? До сега, фала му Бога. Од сега не знам. Бабичката ти е жива? Жива е. Како ти се вика? Добрица. Од кај ти е? Од Големо Којњари. Од Големо Којњари? Да. Може ли вака да се причетиш како си се зедовте пред 50 и кусур години? Како рече? Како се бедисавте, како се зедовте? Како се зедовме? Со стројници? Сега ќе ти кажам за тоа, ако сакаш. Ние хубивме во тоа време нашето, немаше кој сега пуштени што беа млади ве сакам да кажам. Ние се зедовме со стројници. Кое време беше тоа? Лето, зимно? Тоа беше есен. Есен, а? Есен, тогаш се прави свадби есење и пролеќе нешто. Така. А друго нема наде. Тогаш се видовме со неја, се бендисавне и така. Еве, бабички, со твојот дедо си направивне лав му обед? Убо. Како ти е името? Добрица. Колку години имаш? 79 влегов. 79? Во 79 влегов. Така. Те служи здравието? Според годините? Абе служи, некош, порно, некош полош, осали пак. Кој повеќе се слушате, ти дедото или дедото тебе? Се ризаме двајцата, си помагаме, си работиме, било мажка работа, било женска. Си помагаме на двајцата. Едно време се ткаеше.
Емболи, се чинеше, Чујче ми помагаше, Јачет Каев. Од каде си родом? Јас сум од Којнари Големо. Како се викаше татко ти? Стрепленко. Мајка ти? Нада. Колку браќа и сестри бевте? Двајца браќа и 2 сестри. Така. Имаш ли некој сега во Мало Којнари од фамилијата Чичко, внук? Од Големо? Од Големо Којнари, да. Еми браќа ми се. Си била ли во Големо Којнари? Кога последен пат си била таму? Не ду, кога сум била сега, однесе сини ми. Кај е побаво Големо Којнари на родното место или овде во Сенокос? Ами јас деки мала се омажив и овде ми е порно, таму појди поне ми е убо. Овде сум научена. На колку години се омаживте? На 20. На 20 години. Како те изложе домајчино да те земи? Убав го видов. Убав го видов и ми излага. Одека сега со кого живееш? Во куќава твоја што си ја правела? Во куќава моја живеам со синот. Како ти се вика син ти? Раде. На заминување, нашиот домаќин така на шега на Радета му довикна. Немој нашиот гостин да си го пуштил да се замине од селово, одведи го во секоја куќа, во секој двор, одведи го и во црквана наша, да ја види и неже, се да види и се да забележи. Татко ми беше тука клисар, 60-тите години, јас тука бев исто пцалав, заедно работевне, правевне струјата, тука патос го правевне. Него имам јас од архиво документ за црква Свети Атанасија, кој е 1870 година е запалиле турците. А 1874 година црквата е обновена со одборот, со селаните. Дедо ми се викал Божин Тошев. Како доказ од архивот имам еве слика од 1870 година. А 1874 е обновена. Овдека од памтивека со векови сите селани се крштевале и венчавале. Да. И овдека во срците гробишта секој човек го завршува својот живот. Дедо, предедо, јас сум крстен овде, јас сум венчан овде. Значи, моето поколение негде постои 4 до 5 века. Денот беше убав, што се вели, пролетен, сончев. Таман за започнување на пролетните завршни подготовки за новата земјоделска сезона. Поголемиот дел од селаните беа на нивите, едни ги ора нивите, други ги припрема леите за тутуновиот расад од новата реколта, други ги угареа земјоделските површини за пролетната сејба, трети ги прихрануваа есенските посеви. Не можев да одолеам, а и со нив да не си помоабетам. Кај му е тргна вака наплане? Наплане тргнав да одиме да врламе тоа џубле. Колку тарана ќе врлиш? По 15 кила на декар. Колку декари имаш овај речи го жито ова година? Ова година имам 200 декари. Машала, машала. Добро е. И тие 200 декари треба механизација. Колку трактори имаш, колку што механизација имаш? 3 трактори, една комбајна. Така. Ова сега да ми кажеш, како е Беличето сега со есенско помина, зимава блага беше, дожд падна? Падна убав дожд. Убав дожд падна. Према како сум мислено да не нема вода, беше многу убав. Тие 200 хектари колку се твој лична собственост, колку имаш земено во концесија? Лично мој. Се твој лично е? Лично мој. Колку мина сака да се сработи тоа? Треба луѓе? Треба луѓе, 20 сме ние. Само 20? 20. Ами, ова рече го, кој ќе дојде време за жетва, едниот комбајн, другиот житото? Житото. Плюс 20 имам други, побошно. Така, освен житото друго, што работиш? Човек, колку декари имаш? 13 декари. 13 декари, а? Да. Во нашево село, како и во секое село во овој дел на Пелагонија, имаше стари занаети, како што беа ковачите, сарачите, терзиите, налбатите, бочварите,
мајсторите за дрвени коли, џидарите, имаше по некоја ковачница, казарница, терзичка работилница, речиси од тоа време не остана ништо, а дека се ето некогаш тоа било го потврдуваат мал дел од тие предмети кои денеска се уште можат да се најдат во селово, ми велеше Раде Јаковлевски. Како што можеш и самиот да забележиш, денешната современа агромеханизација одавна ги има заменето во ратните џевдр-волови, старите плугови, дрвените брани за влачење. Сепак, така да речам, иако старите занаети одавна ги нема, иако во нашево село одавна ги нема старите занаети, сепак занечиството не е изгубено. Полека старите занаети денеска се заменети со нови, како што се автомеханичарите, автоелектричарите, сервисерите за поправка и одржување на земјоделската механизација, сервисерите за поправка за одржување и сервисирање на белата техника, ми велеше Раде Јаковлевски. Да сте ми здрави и живи, еве што вика старите, Господ не донесе во село во Сенокос, еве и овдека кај тебе дома што се вика. Што поработува сега? Па еве, едно тракторче правиме ремонт, време остасува за работа, машините треба да ги оспособиме и така. Како што и самиот гледа Зоране, нашево село е полно со народ. Од година во година бројот на населението ни се зголемува. Училиштето е полно со ученици, а богами бројот на стари беќари одамна е намален. Речиси, останаа уште неколкумина, со надеж дека и тие наскоро ќе си создадат свое семејство и еден ден за некогашните стари беќари за Сенокос ќе можеме да сретнеме само во устните преданија и во пишаните документи, како дел од историјата на ова мое село, ми реше Раде Јаковлевски. А ти ќе кажем како се викаш? Аце. Како се презиваш? Илиоски. Колку години имаш? 7. Одиш на училиште? Да. Кој деление си? Второ. Во кое училиште учиш? Сенокос. Во Сенокос? Како ти се вика учителката? Соња. Добра или лоша е? Лоша. Лоша е? А ти како се викаш, Чичо? Јас Сара. Презиме? Илиоска. Колку години имаш? 9. Кој деление си? 4. Што сте со другарчево? Брат и сестра. Ти си постара? Да. А ти Чичо како се викаш? Анастасија. Презиме? Илиеска. Кој деление си? Второ. Што ти е полесно? Македонски, математика, ликовно, физичко, музичко? Математика. Математика. А ти Чичо како се викаш? Јана. Презиме? Тошичка. Кој деление си? Прво. Прво деление. Како ти се учителката? Цветанка. Цветанка? Што си играте вака? Кои игри играте дома? Што си играте? Мисли татара си играте? Да. Народна. Народна? Да. Што се да виш кој ќе порастиш? Докторка. Докторка, а ти Чичо? Докторка. А ти? И ја докторка. А ти Чичо? Доктор. И ти доктор? А, така. И помагате дома на тато и на мама? Да. Од памтивека па се до денеска, како што во градските средини, така и во селските средини, па и во моево село Сенокос, бил организиран културно-забавниот живот. Во нашево село, како млади, од пред 70-тите години се формирал клуб, сегашниот клуб Црвена звезда, село Сенокос, и од тогаш постоиме и се надпреваруваме во општинска лига, која потпаѓа под Прилеп. Порано, по старите генерации, фудбалскиот клуб во село Сенокос се викал Лубеничар. Пошто село Сенокос е познато и по тоа што се садело бостан и најубавиот бостан било од село Сенокос. Во Оварчиго, твојата рака се наоѓа една фотографија? Да, една фотографија од тие години, ова е фотографија негде од околу 80-тите години.
Ќе можеш ли оваче да ги препознаеш тие? Ги препознавам, дел се имаме и братучиди мои, роднини, комши, сите, и јас како помал одев стално со ним. Веќе почнам од тука е Радко Димески, мој прв братучет. Трајче Јаковлевски, комшија, сегашен комшија. Орце Тошевски, Зоре Велески, Тони Кочовски, Борче Димовски, Ѓорѓија Ристевски, Горан Бурчевски, Сашо Илиевски и Киро Јаковлевски, кој сега неодамна е починат, инаку живее во Австралија, моментално живееше во Австралија. Почитувани мои, на муабетот му нема крај. Со едно идење се не може да се види, се не може да се наслика, да се запише, како што вели народот, кога напуштам селото Сенокос, со едно ветување дека пак ќе дојдам во ова домнинско село, но само здравие Господ на сите нам да ни даде.